Добар ден, благодарам што се информирате преку Слободен печат. Моето име е Александра Вуксанови, започнуваат вести. Цената на суровата нафта се искачи на повеќе од $125 за барел, а еве што има друго ново. Основниот кривичен суд Скопје донесе првостепена пресуда со која обвинета е огласена за виновна за кривично дело, перење пари и други приноси од казниво дело. Предметот се однесува на шема на фиктивни вработувања, преку која биле создадени формални услови за исплата на надоместоци по основ на бременост, раѓање и мајчинство. Според утврденото во постапката, вработувањата биле прикажани како редовни, но без реално извршување на работни задачи. На овој начин, преку лажно прикажување на плати и придонеси, биле извршени незаконски исплати од Фондот за здравствено осигурување. Средствата потоа биле подигнувани, префрлувани и повторно пуштени во промет со цел да се прикрие нивното незаконско потекло. Нашите од странство се враќаат. Големи европски земји ќе банкротираат, вели министерката за финансии. Јас сега колку што се сеќавам, во изминатиот период во владата председателот имаше средби со наши иселеници кои што се враќаат. И на запад состојбите веќе не се такви какви што беа, рече министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочевска по состанокот на Комитетот за јавни инвестиции, пренесува Телма. Министерката наведе дека големи европски земји ќе банкротираат во следните 10 до 15 години, а изнесувајќи ги овие смели тези најде простор и за пофалба на владата, споменувајќи ги оценките од ММФ и Светската банка за состојбите во македонската економија. Вице-премиерот за политики за добро владење и транспарентност Арбен Фетај, кој повеќе од 1 месец се нема појавено на седница на владата, но и покрај тоа официјално не е разрешен, објави фотографија за која наведува дека е направена во Банкок на далечниот Тајланд. Фетај, како што неодамна откри неговиот сопартиец од коалицијата Вреди, министерот за здравство Азир Алиу. Одамна се нема појавено на работа и тој не оди на седниците на владата. Тој исто така подолго време не се појавил во јавноста, ниту пак одговараше на повиците и прашањата за тоа зошто не оди на работа. Објавата со фотографијата од Банкок е првата на неговиот Facebook профил по повеќе од 40 дена. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски најави дека започнува финалната фаза од реализацијата на проектот за поврзување на мостот Љубљанска со улицата Скупи, со што ќе се овозможи нова сообраќајна врска преку реката Вардар. Довербата што ја добив од граѓаните за мене е обврска да се работи и да се решаваат проблемите што со години стоеле заглавени. Денес можам да информирам дека овој важен мост конечно ќе биде ставен во функција, напиша Ѓорѓиевски. Тој нагласи дека станува збор за проект од големо значење за градот, кој ќе овозможи подобра поврзаност меѓу северниот и западниот дел на Скопје. Околу депонијата во Вардариште се воведува 24-часовна патрула од страна на дежурни инспектори. Ќе бидат поставени дополнителни камери за видеонадзор, а во наредните недели се очекува да биде преселено и згрижено ранливото население кое престојува во близина на дивата депонија. Ова се дел од мерките што представниците на иницијативата Стоп за Вардариште ги добиле како уверување на средба со представниците на град Скопје, на која се разговарало за повторните палења на депонијата и за неопходните системски решенија. Најмалку 18 лица се повредени во масовниот напад врз Одеса, а во нападот се оштетени стамбени згради, јавни и комерцијални објекти, соопштија украинските власти. Погодени се стамбени блокови во неколку градски области, при што избувнале пожари во високи згради и приватни домови. Оштетена е и детска градинка, трговски центар, хотел, административни згради, како и возила на паркинзи, додека во некои делови од градот се погодени и инфраструктура и складишта. Според полицијата и регионалните власти, меѓу повредените е малолетно лице, а неколку лица се во сериозна состојба, вклучително и пациенти на интензивна нега. Спасувачките служби, вклучувајќи повеќе од 200 лица, учествуваа во гаснењето пожари и операциите за пребарување и спасување. Психолози беа распоредени и на терен за да обезбедат поддршка на населението, вклучително и деца.
Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп изјави дека САД разгледуваат евентуално намалување на бројот на своите војници во Германија. Најавата следува поострите критики на Трамп кон германскиот канцелар Фридрих Мерц, откако тој критички се изјасни за американската офанзива против Иран. Германскиот канцелар Мерц во понеделникот изјави дека не гледа каква стратегија имаат САД за излез од војна со Иран. Уште вести од светот. Во атмосфера исполната со геополитички тензии и амбициозни вселенски планови, американскиот председател Доналд Трамп откри детали од неодамнешниот разговор со рускиот лидер Владимир Путин, навестувајќи можен, макар и краткотраен здив на мир во Украина. Трамп ја опиша комуникацијата со Путин како позитивна и потенцијално продуктивна. Според него, на маса била ставена идејата за мало примирје, чекор што, како што верува рускиот председател, би можел да го реализира. Во овој стил, Трамп дури и јавно се запраша дали Москва веќе презела конкретни чекори. Рускиот председател Владимир Путин го предупреди американскиот председател Трамп дека продолжувањето на војните операции против Иран би било опасно и неприфатливо, истакнувајќи дека таков потек може да има сериозни последици за глобалната безбедност. Администрацијата на председателот Трамп бара од сојузничките држави да се приклучат кон нова меѓународна коалиција со цел повторно воспоставување на слободата на пловидба низ Ормунскиот теснес, покажува внатрешната депаша на Стейт Департментот. Иницијативата доаѓа во моментот кога сообраќајот низ овој клучен енергетски коридор е речиси запрен по ескалацијата на конфликтот со Иран. Планот предвидува дипломатски дел кој ќе ги координира партнерските земји и бродската индустрија, како и воен сегмент што ќе управува со поморскиот сообраќај во реално време и директно ќе комуницира со бродовите што минуваат низ теснецот. Атмосферата во Ерусалим е ставена под контрола, откако имаше протести на фракцијата Ерусалим која организираше собери против апсење од страна на властите на ултраортодоксните мажи кои избегнуваат задолжителна воена служба. Имено како што пренесуваат медиумите, демонстрантите околу 17 часот го блокираа сообраќајот под жичениот мост на влезот во градот, а ситуацијата брзо излегла од контрола каде на собраните толпи народ се судриле со полицијата. Причината за ескалацијата беше апсењето на ученикот во религиозно училиште, кој е обвинет за избегнување на воена служба, потек што демонстрантите го сметаат за црвена линија. Судот на Нов Зеланд ја одби жалбата на Бренорн Тарант, кој во 2019 година уби 51 лице во 2 џамии. Тарант издржува доживотна затворска казна без можност за помилување, откако призна вина за масакрот и за обид за убиство на уште 40 верници. Во жалбата тврдеше дека кога ја признал вината, не бил способен рационално да одлучува поради нечовечки затворски услови, но апелациониот суд оцени дека неговите аргументи се неосновани. А патничка на лет од Атланта роди здраво девојче тешко околу 2,5 килограми. Само неколку моменти пред авионот да слета на меѓународниот аеродром во Портланд. На породувањето помогнале 2 медицински лица кои случајно се нашле на летот, користејќи кебиња од патниците и врвка од чевел за да ја врзат папочната врвца. Додека породувањето било во тек, стюардесите ги предупредиле дека мора да седнат, бидејќи авионот се подготвувал за слетување. Мајката Ешли Блер од Тенеси патувала кон Орегон за да биде со својата мајка за време на породувањето. Бебето кое го добило името Бриел Рене Блер се родило околу 2 недели порано од предвиденото, додека авионот бил на околу 20 минути од слетувањето. Вирална снимка од Кина прикажува момент кога танцувачки робот излегол од контрола за време на училишен спортски ден и предизвикал паника меѓу учениците. Инцидентот се случил во училиште во кинескиот регион, каде роботот прво изведувал танцови движења и боречки потези на теренот. Но кога учениците влегле за синхронизиран настап со него, роботот се сопнал, паднал на земја и почнал неконтролирано да удира со нозете кон присутните, пошто децата се повлекле во страв. Неговиот оператор веднаш истрчал на теренот и го отстранил пред да дојде до повреди.
Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата по повод престојниот празник 1 мај и продолжениот викенд упати апел за максимално почитување на сообраќајните правила и прописи од страна на сите учесници во сообраќајот. РСБСП потсетува дека искуствата од минатите години покажуваат дека за време на празници, особено за време на продолжен викенд, многу често се случуваат сообраќајни незгоди со сериозни и фатални последици. А каква ќе биде времето на овој празничен викенд? Времето денеска ќе биде облачно со врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни со наврнат талок од 15 до 20 литри на квадратен метар. Поради продор на постуден воздух од север, врнежите од дожд на планините ќе преминуваат во врнежи од снег. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец, кој повремено ќе надминува брзина од 60 км на час. Максималната температура ќе достигне од 10 до 18 степени Целзиусови. Според најавите на УХМР, од утре до крајот на неделава ќе се задржи променливо облачно и нестабилно време со повремени врнежи од дожд. Од понеделник следува стабилизирање на времето и пораст на дневната температура. А ние од понеделник ви најавуваме нов формат на информативниот блок на Слободен печат. Се надевам дека ќе продолжите да се информирате преку нас. За повеќе содржини побарајте на slobodенpečat.mk и секако продолжете да се информирате преку профилите на Facebook и на Instagram на Слободен печат. Благодарам на довербата.